Почитувани гледачи, добро вечер. Журнал на телевизија ИМИ, во кој вечера ќе ви информираме за настаните и актуелностите во градот. За почеток одиме за она што се случуваше денеска. Имено денеска спортистите и поддржувачите на спортистите од општината протестираа за решавање на проблемот со спортската сала. Денеска протестите беа поинтензивни и имаше голем одзив од страна на помладите. Протестите се одвиваа низ улиците на градот. Да проследиме што се случуваше денеска. Спортистите и поддржувачите на спортот денеска повторно организираа протести со цел да го иницираат проблемот околу решавањето на статусот на спортската сала 25 мај и да извршат притисок врз локалната самоуправа во Радовиш и концесионерот. Околу 500 млади спортисти, поддржани од постарите спортисти и спортски работници, беа собрани пред спортската сала и јасно го кажа своето барање дека сакаат спортска сала, без да навлегуваат во начинот на решавање на овој проблем. Па овака, значи ние направивме организација на Facebook и тука отприлика членуваат околу 400 младинци, деца, сите од Радовиш, значи, и се надевам дека не има овде доволно и дека ќе дадеме сите поддршка за спортот. Овде денес сме дојдени за спортот да дадеме поддршка на нас младите и за сите воопшто, значи во Радовиш. Се надевам дека секој помине во најдобар ред, дека значи повикавме на мир, на мирен протест, никога да не осудуваме, никога да не обвинуваме, значи да направиме еден притисок на сите што се одговорни, значи во сето ова. Не повикуваме на име. Па и самите гледате дека нема политика. Овде има припадници, симпатизери на повеќе политички партии. И за прв пат Радовиш организира ваков настан каде што луѓето буквално се борат да го спасат овој спортски објект. Значи ни една политичка партија не го организира ова, колку да прашите ќе ви го кажат исто. Ова е борба на Радовиш за враќање на спортскиот објект. Додека трениравте овде имаше ли чести повреди? Чести, 2-3 повреди од потешок карактер се слушаја кај ракометарите. Разговарав со каратисти, исто таму имало и потешки повреди. Значи што може да остават и трајни инвалидитет кај децата. И јас сум огорчен, гледајќи ја состојбата на спортската сала, гледајќи ги овие млади деца тука, кои што се испадени целосно од салата, не можат да спортуват нити ракометари, нити кошаркари. Значи, уопште, сите спортове се замрени. И затоа доаѓам да протестирам да салата ја дадеме на децата, да ја дадеме на професорите по физичко, кои се остручени за таа работа, да ја работат и да ги воспитуват во еден спортски дух. Не знам што да кажам, ова е запрепастувачки, значи што се случува во нашиот град. Како што и сами рековте, значи бројката на навивачите се совпаѓаше со бројката на спортисти во Радовиш. Ако сега е градот сведен на еден минимален број на спортисти, што е стварно жал за овој град, така е сведен и бројот на навивачите, меѓутоа јас мислам дека они се поупорни, а во последно време гледаме дека и спортистите се упорни да успеат во тоа, така да штета е овој спортски објект во кој се собирале и над 2000 луѓе, и навивачи и спортисти, и е било едноставно викендите се биле празник или релаксација за и така лошата состојба во нашата држава, да биде затворен или овие млади деца да немаат каде да спортуваат. Во Радовиш, за жал, од спорт останаат само спортските обложувалници, што е запрепастувачки за мене како родител, мислам и за сите родители во градот. Така да, јас мислам дека сето ова најсериозно ќе го разберат луѓето од локалната власт, луѓето од централната власт, од државата и направат напори да овој спортски објект повторно се врати во раците на општината, бидејќи самите знаеме дека ова е од самопринуденост, ова е од референдум градено, не е приватна собственост на никој да може да располага со неа. Не знам што друго да кажам. Дали конкретно некого обвинувате? Не сме овде да обвинуваме, ние сме овде да дадеме еден стимул на сите овие што го организираат ова, една поддршка и да се свати работата најсериозно, бидејќи на Радовиш му е неопходен спортски објект. Овде има многу ентузијасти, многу спортисти, ние сме веќе рекреативци, да кажем, и за мене е стварно жално и срамно да е една општина како Радовиш оде или некој спортски клуб иде во некој, не знам, да не ги подценам, ама никакви општини, Василево, да идеме ние во спортска сала да играме ракоме. Значи, мислам дека овој апел ќе го сватат најсериозно луѓето од градот.
Спортистите и поддржувачите на спортот, кои што учествуваа во протестите, од пред спортската сала се упатија кон центарот на градот. Марширајки покрај кеот на реката до паркот на младите и плоштадот во центарот со транспаренти, на кои пишуваше за спас на спортската сала. Тие повторно се вратија пред салата.